Ако историјата влезе во преговарачкиот процес за членство во Европската унија, тешко дека Македонија може да напредува на европскиот пат. Ова е ставот на шефот на македонскиот дел историската комисија со Бугарија, Драги Ѓоргиев. Дали според вас директен одговор ми треба? Е дозволиво да бидат дел од преговарачкиот процес историските прашања? Само што ви реков, значи според мене историјата и историјските разговори меѓу двете држави треба да останат надвор од политичкиот процес на разговор. Ако бидат дел, дали може да дојде до решение? Тогаш треба да се внимава пред се да не дојде до тоа. Апсолутно не смее да дојде до тоа. А ако се случи такво нешто, тогаш мислам дека ќе биде многу тешко да се заедно вклопат политиката и историја. Бугарските барања кога во прашање историјата се и повеќе од големи и ги надминуваат македонските црвени линии. Самиот Ѓоргиев порачува дека во моментов има големи разлики по некои историски прашања. За нас моментално се прифатливи бугарските гледишта на историјата. Мислам дека резултатот од комисијата покажува дека има големи разлики и дека нема апсолутно согласност на двете страни за одредени историски прашања. На став дека вакво нешто не смееме да прифатиме и универзитетската професорка по историја Наташа Котлар. Таа вели дека никој не смее да ја менува историјата на Македонија. Ние треба тоа да го одбиеме, бидејќи историјата што е создадена на македонска почва, таа е резултат на народот. Народот ја создава македонската историја и никој не може да се пазари, ниту пак да ја одземе или да додава повеќе на таа македонска историја. Мислам дека тоа е крајно погрешно, треба нова надворешно политичка стратегија и тактика. Достоинството на еден народ е првата определба која што треба да постои во комуникацијата на народите. Инаку одамна се познати бугарските историски барања, а тие директно удират по македонската историја. Една од нив е да сме признале дека Гоце Делчев покрај македонски бил и бугарски херој, како и дека македонскиот јазик до 1945 година бил дијалект на бугарскиот.